Добро дојде во студио Александар Туртевски, Мирослав Мики Вујич, двајцата адвокати. Говориме за солунските бегалци, така ги колоквијално да ги наречем, Никола Бушковски и Горан Груевски, тие се во Солун. Одложено е судењето за 1 декември. Сега клучното прашање е дали кривичен суд ќе обезбеди доволно докази за екстрадиција. Дали ќе го оформи предметот? Тама работа да не го оформи. Тоа не се случило да не го оформи. Јас да даде половични докази, документи. Не, тоа не може, тоа е пресериозна работа. Точно се знае што треба да даде. Многу е лесно собирањето на тие документи. Тоа значи може да трае најмногу 2-3 работни дена. А 40 ги имаат? 40 дена не, 40 дена имаме друга, да не ги мешаме работи. Добро. 40 дена Македонија има како држава обврска да ги испорача сите комплетни документи до Грција. Да. Затоа што меѓународен стандард е 40 дена трае екстрадициониот притвор. Доколку државата не е подготвена за во рок од 40 дена да испорача сериозни докази, она што е потребно, значи за стореното кривично дело, елементарни услови се тоа, не е тоа дека комплетен предмет треба. Доколку не се испорачаат, 41-иот ден државата која што ги држи бегалците ги пушта. И тоа не може да ни се случи? Нема шанса. Јас мислам дека нема шанса дури и во оваа констелација на односи. Некој треба да направи ептен сериозно кривично дело, да дозволи тој рок да се пробие и да се пропушти. Тоа политичка одлука не сметате дека? Не, нема шанса. Во македонско-грчките односи? Не, мислам дека плюс што таму они имаат извршено и друго кривично дело, што тоа мора да се фалсификување на пасошот, Грција мора да го заврши тој предмет. Не може да прогледа низ прсти? Не, и мислам Јас мислам дека они ќе им понудат за тоа да им изречат условна осуда и протерување и тоа ќе го решат со црн печат. Со црн печат 7 години сигурно ќе биде забрана за влегување во Грција, ќе ги испорачаат на нашата гранична полиција и на тој начин ќе го завршат. Доколку они се сложат. Значи да не мешаме неколку работи. Значи секој бегалец, секое лице кое што е подложено на процес на екстрадикција, има процедурални можности да одговлекува постапката, меѓутоа тоа секогаш е на негова штета. Добро, ајде Вујиш да го вклучам, кои се тие процедурални постапки кои одолговлекуваат? Со преводот, например, е една од нив. На тоа мислите? По мене не е Добро. Проблем. Проблем е на вистина дека секој има право да го користи својот мајчин јазик во секоја постапка каде и да отидете. Кој што и ние имаме право или странските државјани се извинувам. Во Македонија го имаат истото право. Значи правото на јазик. Тоа што во моментов нема преведувач на македонски, тоа може да значи и дека не бил користен. Дека немавме такви потреби во судот во Солун, па чекајте да го обезбедиме од друго место. Значи не гледам никаква политичка некоја димензија на тоа прашање. И кај нас, рецимо, во судовите нема за сите јазици обезбедено преведувач, потребно е доволно време, добро. Една работа што мене овие денови така ми влегува во уво е тоа што се дава многу преголема по мене политичка димензија на сево ова. Односите Грција и така натаму. Ова што колегата Туртевски го рече, мислам апсолутно е управо и се согласувам, тоа е една таква техничка работа која што може доколку тие наши храбри граѓани во Грција бидат спремни да кажат некиме да се води постапка, еве сме тука и Грција тоа овака ќе го заврши, значи за многу кратко време. Патриотски така изјава да дадат? Значи видете, тоа не е патриотски. Тоа е во нивна полза. Да. Тоа не е патриотски. Тоа е во нивна полза. А зашто е во нивна полза? Тоа не ве разбирам. Затоа што ќе го скратат времето поминато во притвор, ќе си дојдат во својата држава, ќе си дојдат пред своите органи. Не им веруваат, не им веруваат на тие. На кого не веруваат? Тоа укажува дека веројатно ќе побараат азил. Тоа што тврдат дека не им веруваат. Значи патот е натаму. Веројатно дека тоа укажува дека ќе побараат постапка за азил, меѓутоа во тој случај Грција веројатно и тоа одлагање со Македонија. Грција точно знае какви се состојбите во Македонија, дека азил нема шанса, има посебна листа на држави од кои што се дозволува азил. И како азил? Да, и како. Дали е политички, дали да,
И меѓутоа Грција затоа можеби и малку има некаква игра тука, меѓутоа таа не е политичка, тоа правосудните органи. Јас мислам дека они се обидуваат да им стават до знање дека не им се исплати. Им бил одреден екстрадиционен притвор, меѓутоа они имаат кривични дела. Задржување, да. А можно е можно е да им е изречен притвор за фалсификување бугарски пасоши. И тоа и користењето, и тој не влегува во овој притвор. Во македонскиот и во казната која не се пресметува. Не се пресметува. И си го трошат времето. Значи они добиваат нов притвор џабе. Но се надеваат на некаков азил. Значи секогаш е тоа проценка. Да. Значи можеби адвокат некој го учи дека ќе успее да му издействува азил во Грција. Пуштање не достава. Можеби да. Секогаш, значи речи си секој човек се надева дека документите по некој магичен пат на некој, значи со некој магично стапче некој ќе успее да ги запри дека ќе поминат тие 40 дена. Значи јас не сум видел странка што не прашала дали не може тоа некако да се успори, дали може да се успори. Сите се надеваат на тоа дека можеби документите евентуално нема да стигнат за 40 дена, меѓутоа во случајот они имаат и притвор заради користење на пасоши. Не знам дали е јасно на сите, значи главна одговорност овдека за целокупната постапка на екстрадиција е регулирана согласно законот од 2010 за меѓународна соработка во областа на кривичната материја, каде што е предвидена и постапката за екстрадиција, каде што Министерство за правда е одговорно и Министерот за правда со својот подпис го верификува и давањето на екстрадиција, значи од Македонија. Министерството го прави. Така е. Значи тоа судовите, знаете, 6 документи се. Не е тоа хрпа на папири или предмет што рече колегата претходно, тоа е 6 документи кои што во рок од 2 до 3 дена се регулираат. Добро, целата истрага не влегува во таа документација. Апсолутно не. Најбитно е идентитетот, барање за спроведување на истрага. Идентитетот се бара прво, значи дека се работи за тоа. Сега веќе има и обвинение. Така е. Овдека имате обвинение и доставувате такви податоци кои што се неспорни решението за притвор, поради што. Значи тоа се тие 5-6 документи кои што се веќе во списите на предметот. Значи описот треба да одговара на елементарни извод од нашето законодавство, членот наш со кое што се и обично сите држави бараат и во нивното законодавство да биде тоа кривично дело да постои. Значи, веројатно дека никој во Европа не би екстрадирал човек за прелюба женска ако побара Саудиска Арабија. Малку да вметнеме, значи Саудиска Арабија има такво кривично дело и европска држава нема да екстрадира никого заради тоа што тоа не е предвидено кривично дело. Но на законско прислушување е многу лесно тоа постои во Грција и многу ќе биде едноставно, релативно постапката таму. И Грција е член на Интерпол, кој што мора со членувањето да соработуваат со... Апсолутно, така да... И соработувала. И соработувала. И не може политиката да биде вмешана апсолутно и по мене нема. И добро, сега е оценето и сега е тврдина всушност оценета како кривично дело, односно кривичен суд веќе го прифати обвинението. И тоа го леснува според вас? И тоа ќе биде доставено. Добро. И тоа ќе биде доставено. До вчера беше невозможно, односно ако не е прифатено од судот. Знаете, член на Европска унија како што е Грција, членка, полноправна членка, која што мора да ги почитува одредени европски законодавства и правни норми, да се оглуши од овакво едно кривично дело и да не изврши екстрадиција, тоа мислам дека незамисливо. Нема шанса, нема теоретска шанса. Значи вие сте сметате 1 декември дека Не, може и побрзо. Може да биде побрзо да биде. За 10 дена може тоа. Можеби ако се сложат они, ако бидат рационални и паметни. Тоа е нивна одлука. Зошто сметате дека треба да бидат рационални и тука да бидат судени? Затоа што они имаат направено уште едно ново плюс кривично дело. Ако хипотетички земеме се да не кршиме презумција на невиност. Во Македонија можеби ќе добијат, можеби нема. Еве, адвокати сме притвор ќе добија заради бегството, веќе тука нема никаква дилема, веќе нема дилема, меѓутоа евентуално хипотетички дали ќе бидат осудени или нема да бидат осудени, тоа да го оставиме. Меѓутоа ако им се заканува некаква казна затвор, што ќе мора да ја одлежат доколку бидат осудени,
Они сега над тоа имаат ново кривично дело во Грција. Значи, вкупната казна која што им се заканува на нив се зголемува. Ако тие се, значи, се обидуваат сега со одолговлекување на постапката, грчкиото правосудство ќе мора да ги осуди за пасошите за употребата за фалсификатот. Таа казна и притворот за користење на фалсификувани пасоши не влегува во она што им се заканува во Македонија. Да. Значи тоа име плюс, тоа име, како да речам сега, екстра казна некоја која што ја заработуваат заради бегството. Тоа можат да го избегнат. Мислам дека солунскиот обвинител би бил рационален доколку тие му понудат спогодба да признаат вина, да добијат условно и да бидат екстрадирани, не екстрадирани, протерани по таа пресуда. Ама протерани тоа значи дека мора во Македонија да се вратат, така? Тие го изведуваат на тој начин што ги предаваат на матичната држава, на граничната полиција, дури без записници. Ке ги предадат, нешто ќе констатираат дека ги... И колку е мудра таа одлука да се оди многу мудра. Не, во Грција, да се оди во Грција, да се биде бегалец во Грција. Тоа се види. Ајде, да. Зошто е одлично? Па очигледно дека иронично велите одлично. Па одлично. Лоша проценка. Мене ме чуди да такви професионалци направат таков гаф. Ако е тоа точно, да бидат фатени со така фалсификувани пасоши кои што може да бидат препознаени на прва контрола. Зошто тоа е сторено? Па еден калибар на такви оперативци кои што носеа високи функции во ДБК, јас не очекувам такви гафови да се направат, речимо искрено. Со колегата имавме маса на примери каде што нашите клиенти кои што се многу необразовани, необучени, па не можеше да ги фатат 20 пати влегуваа во Грција. Да, искача и така натаму. Со фалсификувани пасоши? Така да тоа е без ништо. Има, значи си имаат свои свои методи. И затоа ме изненадува да од овака двајца високи функционери баш од таа служба. Не ги поминале сите скалила очигледно. Не, чекајте, они биле на тие функции биле. Дали заслужено, незаслужено, ја тука не влегувам, меѓутоа биле и пазите, на некој начин ја штитела и вашата и мојата безбедност. Тоа е уште потрагично. А сега не може ни собствената да заштитат? Со тоа што влегле во една оваква операција на прикривање на идентитет, иначе Грција е подобна, затоа што таму имате многу избеглици у моментот, имате многу лица кои што не се ван контрола како што сите ние мислиме дека се ван контрола. Грците си се прагматични и знаат да контролираат на свој начин. Меѓутоа, очигледно дека имале таму некоја логистика или очекуваат дека таму никој нема да ги бара. Па затоа и биле таму. Меѓутоа, една работа само да расчистиме. Мислам дека било агонија и било избрзано решение, немале друга опција, тоа во моментот им се видело. Можеби ја не сакам да верувам во тоа, можеби точно. Ја мислам дека агонија, тоа било паника, единствена можност имале да отидат до Грција, па подосна од таму ќе да се снаоѓаат. Веројатно имале некој таму кој што нешто ги пречекал, ги сместил некаде. Меѓутоа сето тоа е со ограничен рок на траење и една работа требаме да од македонска пракса. И не само од македонска, него ја тоа го кажувам од наша судска пракса. Ниеден бегалец не е останал надвор. Значи, малку, 2-3 во историја што веќе не се живи. Меѓутоа, не сакам имиња сега да спомнјам, меѓутоа знаете колку години, преку 20 години имаше лице кое што беше во бегство, па спомна пред малку, го донесоа сега и треба да ги лежи 20 години. Значи, тоа е еден чекор кој што е по мене значи не се исплати на сите овие луѓе кои се во истрага, под истрага на СЈО, не им се исплати всушност да бегаат во Русија, како што се говори, или во некои други земји каде што ќе имаат заштита. Ајде замислете, ајде нека се замисли човек што би правил од утре во Русија, некаде во некоја заштитена како семејството на Милошевиќ. Секогаш такви паралели се прават. Ама видете, семејството на Милошевиќ беше едно семејство на Балканот со многу пари, пари и под сериозна државна заштита на Русија. Па сепак заврши во Хаг.
И Милошевиќ заврши во Хаг, добро, неговото семејство остана во Русија. Меѓутоа, кога би ги прашале, мислам, еден ден, тие ќе ви кажат каков живот е тоа да се биде во бегство? Во најдобриот хотел, јас секој што го кажам, во најдобриот светски хотел да ми дозволат да седам колку сакам или да морам да седам, после 10-тиот ден ја ќе извршам самоубиство. Сам. Што би правил? Ќе се плашите од сопствената сенка. Тоа е стравот. Јас на 28 јули проверував, на Твитер профилот напишав дека единствено поглупо од притвор е бегството заради избегнување од притвор. И потешко. Поглупо и потешко. Заради тоа што се трошат пари. Стравот е многу поголем, неизвестноста е голема. Не можеш да работиш за социјалниот живот е никако. Тоа е исто, тоа е просторија некоја. Тоа е затвор практично. Тоа е затвор и тоа чини пари. Ти дава привиден. Добро, има власта пари, веројатно. Предпоставките се до тие бившата власт. Колку може да им дава пари, и што купуваат они, некој стан Време некаде. секогаш се купува. И со тоа и надеж. Меѓутоа, секој шум предизвикува страшен стрес. Значи, еве и да ги штити некој, ќе ги рекетираат утре. Ќе дојде некој, ќе му каже, види, новиот началник на полиција сака да ти испорача. Тоа функционира секаде. Ќе ги рекетираат, ќе им бараат пари. Ќе им ги земат парите и на крај пак ќе ги испорачаат. А тоа велите дека е крајното решение? Тука нема дилема. Тука нема дека дилема. ќе бидат испорачани. Да. Нема дилема. Како гледате на оставката на Рибарев, на Стојанче Рибарев, председателот на основен суд, најави дека има боледување, од лични причини се повлекува и со тоа всушност што ќе се случи сега со основен суд? Ја не знам зашто прифати он воопште да биде, ако веќе дава оставка. Добро. Сакате да ми кажете дека не знаел каква е состојбата во кривичниот суд? Не знаел кога ја преземал функцијата, а сега дава оставка. По мене тоа не доликува... Тој бил испрашуван, тоа се информациите во СЈ и после тоа веднаш дава оставка. Мислам дека не е така. Не мислите дека не е? Мислам за дека не е случајот така. Акмис и после тоа Стојанче Рибарев нема врска со истрагата, он може да биде сослушуван. Со Панчевски нема врска? Значи, самото истрага која што се води е за употреба на оперативниот систем тој АКМИС, значи на софтверот во време на председателската функција на Владимир Панчевски. Но прашањето дали бил запознан со таквото функционирање на системот? И да бил запознан, он дошол тука као ВД председател, делегиран. Требало да пријави ако имал сознание. Ако имал сознание дека такви, така е, дека такви некои работи се случували. Меѓутоа, сакате сите адвокатските приправници у судот што влегуваат у Скопска единица знаат што се случува и какви се работите у судот. Сакате да ми кажете дека еден судија на Врховен суд не знаел каква е состојбата у единица, прифатил да биде ВД председател и сега дава оставка? Зошто тогаш прифатил? Тоа е прашање. Тоа, значи, сега некој ја држи раката на дрингла на 30 степени, некој ја трга на 70. Значи, мене ме чуди што он прифати да биде човек злоупотребен за една намена, за една употреба. И он свати дека е пуштен таму, дека е жртвуван, дека е искористен, меѓутоа по мене досна свати дека е фрлен таму за еднократна употреба и се случи тоа што мораше да се случи уште претходно. Не требаше ни да прифати. Од судија на Врховен суд, што по мое лично мислење, можеби субјективно, он е далеку од Врховен суд според познавање на право, според едукација, според сите квалитети што би требало еден нормално. Тоа е приказната, старата на мерит системот во Македонија. Добро. Меѓутоа и сега од судија на Врховен суд додите во многу извикан суд каде што не ние, можеби ние сме пристрасни и недоволно информирани, меѓутоа имате прибеви ги го кажуваат тоа, ви го кажуваат цела Европска унија. Стет департментот во извештај ви става дека Скопска единица е легло на кршење на човекови права и на злоупотреба. Добро. И околу прибе, ќе има ли апсења на судиите, она што се препорачува? Не прашувате нас, ние треба да браниме. Како гледате, ќе има ли навистина реформи и трансформација? Значи јас не можам да сватам една работа. Кривичен на основен. Не знам, значи мислам дека
Самото поставување на прашањето е глупо. Покажува во колку трул систем живееме. Значи, се подразбира. Прибе вели дека тоа е неопходно. Оставете прибе што вели. Значи, не треба прибе да ни вели. Беше ако потребно. има, значи беше потребен и бржински, беше, со подпис на странците и нивна гаранција. До толку да не требаше. Без прибе и останатите. Меѓутоа, значи не треба да се поставуваат такви прашања. Значи прашањето е дали ние сакаме да градиме држава или не сакаме. Ако сакаме да градиме држава, сите, независно што имал тога, ако направил кривично дело, треба да одговара. И тоа прашање не смее да се поставува. Тоа се подразбира. Се подразбира тоа дека ако ние сакаме да бидеме нормална држава колку толку, ние тоа прашање треба да го симнеме од дневен ред. Треба да кажеме сите што направиле криминал треба да одговараат. Дотолку повеќе, по мене навистина е тоа многу отежителна околност што криминал е направен од позиција на судија. Значи оној кој што имал обврска да раздава право, а не да прави криминал. Добро. Значи неговата одговорност е многу поголема. Значи тој е точно запознаен со битието, со елементите на кривичното дело, со последиците. Знае од која позиција се прави тоа кривично дело и тоа е отежителна околност. Затоа не треба да се поставуваат тие прашања. Апсолутно. Добро. Значи не викам дека треба да им се измислува на судиите што не ни се допаѓа. Тоа не смее да се случи. Добро, но како ќе се случи тој пресврт околу реформите и Прибе никаде не ви кажат дека треба да бидат апсења. Апсолутно не стои. Значи така беше прашањето дали овој ќе бидат. Значи Прибе ви кажува дека мораме да идеме у длабоки реформи со кои што дури ни судиите нема да бидат ослободени и поштедени од кривична одговорност. Тоа е она што колегата го кажа. Така да тука стои јасна дистинкција помеѓу она што е право, што не е право. Тоа што имаат имунитет судиите во делот на донесување на една судска одлука као свое мислење правно, тоа е подложно и на второстепените судови и на повисоките. Меѓутоа тоа не ги ослободува од обврската да строго ја контролираат и ја спроведуваат процедурата во таа постапка и законитост на изведување на одредени. Но тоа се случува, како ќе започнат всушност судиите да соработуваат, да сменат таа матрица? Не треба да соработуваат судиите. Судиите треба да почнат да си го гледаат вршат својата работа. Но добро, како тоа ќе се случи? Притисокот кој што сега се најавува, односно веќе гледате дека почна да се политиката да се отстрани од судството, да нема мешања, реформите кои што предизвикуваат начин на избор на тие суди и контрола на нивното работење кој да врши на какви органи да ја вршат и во која постапка. Вие не можете сега да покренувате постапка против судија да утврдувате негова одговорност заради нормата која што не ја исполнил. Сега имате и таква можност. А никој не ги прашува тие суди дека немаат хартија, немаат рецимо доставници за да завршат еден предмет. Доставници немаат, него ги фотокопира доскоро. Сега тоа све као норма беше воспоставено за да може да се контролираат истите тие суди. Тоа сакаме да го со реформите би требало да се тргне, значи да се ослободат и они и тогаш да ги цениш и да ги оценуваш дали работат по закон, дали се стручни или не се стручни. Меѓутоа, знаете, ние корупцијата во судството која збориме, сите го врзуваат тоа за некои материјални добивки за пари, за лево, за десно, значи за такви едни приземни работи кои што обично се случуваат. Не се работи одека за корупција со пари. Ние не успеавме до сега да утврдиме дека некој судија земал нешто пари или дека некој кажал за тоа. Меѓутоа е уште потрагично што тие истите луѓе се продаваат за некое вработување, за некои подобности кои што за напредување две скалила понапред, значи вработување на деца, на сопруг. Што е тоа и каков е тој мотив да некого прати во затвор или во притвор? Што е тој мотив? Конкретно ќе ви кажам затоа што бев сведок на сето тоа. Како беше мотивот на судија Павлина Христева да осуди 12 луѓе за да ја керкај во работа да стане судија? Затоа не знам дали е тој мотив или не, меѓутоа ете така испадна, така се наредија коцките. Јас тоа не можам да го разберам до ден денеска. Можам да разберам и повеќе ќе ја разберам да земала одреден износ на пари.
Лично да. Добро. Okay. Тоа е мој став. Меѓутоа, за да уништиш 12 фамилии и при тоа уште 800 вработени во таа фирма со својата пресуда за да керката ти стане судија, тоа не можам да го сватам. Ова го кажувам као шпекулација, затоа што такви муавети стигаат до мене. Да, може, да. Може би и не е точно. Ја се оградувам. Видете, имаше специфичен притисок. Значи, специфичен притисок почна да врши власта преку Михајло Маневски. Тој почна да создава монструозен систем. Прво, значи, и е создаде, да, и функционира. Создаде, значи со притисок на судиите им ставија јасно до знаење дека мора да бидат подобни и мора да слушаат. Тој што нема послушни, дека мора да слушаат и дека, значи, доколку многу им сгрешат дека може да ги затворат, со предметот јустиција тоа им го покажа, тоа е измислен предмет, тоа е глупост. Во историја на Македонија сигурно застареле неколку милиони предмети прекршочни. Заради тоа што постојано имало нови приливи и ке има и застаруваат, па ги измислија и продолжија рокови незаконски противуставно. Меѓутоа и им сервираа дека делеле пари со обвинетите, за трошоците, извадија некоја цифра, нема врска, не се познаваат, измислија ситуација. Значи, тој монструозен систем се развиваше до крај, послушните ги наградуваа веднаш од млад судија, одма станува во апелација или во Врховен суд доаѓа, ги вработуваа семејствата, а другите беа под постојан притисок на граница дали ќе го разрешат или ќе го дори да го затворат. И сега навистина е многу замотано клопчето. Значи, прво, субјективизам, секој ќе вика заради субјективизам ќе биде разрешен, дека он почитувал закон. И веројатно дека би требало, можеби, во однос на подобноста на судиите, не зборам за кривична одговорност. Кривична одговорност, мислам дека лесно може да се утврдува дали постои или не постои. Ако немаш докази дека е корумпиран, ако некој не каже дека му наложил или он ако сам не каже морав таа пресуда да направам така заради тоа што ми се јавија. За среќа постојат доста разговори каде што има ваква работа, дури они не знаат кој е слушан, кој не е, па сега еден добар тест може да се направи. Така што меѓутоа ни треба навистина, мислам дека и меѓународна помош околу овие реформи, заради тоа што ние сме многу субјективни, многу сме мала држава. Да, добро. Ова е малце подлабока анализа, ја и поприземно тоа би го спуштил. Како истите суди кои до вчера нема шанса да не донесат притвор или да не уважат притвор, барање предлог за Еви тврдина ја прифатија. Одеднаш сега почнаа да одбиваат мерка притвор. За сеја кога беше. Да. Еве истите суди, значи они нема шанса да донесат, у судот немаше тер за ослободителна пресуда или за одбиен предлог за притвор. Обвинителство, ние се смееме некогаш, ја можда и ќе бидам банален, можда не е примерно тоа, меѓутоа буквално беше состојбата доведена до таму да мечка со дајре и се донесе у судот и мечката ќе отидеше у притвор. Добро. Значи, чим бара обвинител, тоа беше... Имаше статистика, имаше години кога сите и Марко Зволевски ви даде. Од 99, не знам, од 100%, 99%. Имаше една година кога 100% беа, другите години... Значи, за што разговараме? А одеднаш истите суди сега не одредуваат притвор, па даваат одредени мислења правни, што просто се чудите дали се истите тоа луѓе кои што до пред неколку месеци сосема другачи. Добро, и ќе го добие ли вистински наследник Зврлевски? Вие имате кандидатурата? Немојте вистинскиот наследник да го добива. На вистинскиот, во вистинска смисла на зборот. Новиот јавен обвинител. Да, наследник, не во негативна смисла. Да. Јас би си иземал од овој одговор. Да. Ќе го добие сигурно. Ја поднесов документи. Ќе видиме. Владата не е подобен за коментар, колега. Владата објективно е тој факторот што одлучува. Нивен е изборот, нивна е одговорноста. И добро. Ќе си донесат одлука како што сметаат дека ќе треба да донесат. Верувате? Што? Во вистински потек ете на владата како што го вперува Туртевски врстот и дека ќе добиеме обвинител со интегритет. Не, секако дека ќе биде многу подобро. Да. Еве се гледа сега. Било кој да се гледа дека ќе биде подобро, многу подобро.
Значи секако. И тука е основното прашање, значи да му се дозволи на обвинителство да работи. Значи мене многу би ме интересирало и ме интересира кои беа механизмите со кои што беа спречувани многу постапки и кои беа механизмите со кои што почнува. И не може од еден човек да зависи. Значи очигледно имало линкови. Мене многу ме интересираат тие линкови. На кој начин тоа функционирало. Ајде сега почнете оваа постапка или таа постапка не ја почнувајте. Факт е дека кај нашите правосудни органи, значи и луѓето што биле во правосудство, постоел, значи, всаден еден центар за автоконтрола. Он не морало да биле подобен медиум. Значи не биле они дека за секој случај морало да им се јават. Они точно знаеле кога ќе видат кој за кого има пријава. И кога ќе виделе на телевизија одреден прилог, јасно им беше што треба да прават. дека што треба да прават. Значи не е тоа дека за секој случај им се кажува. Не заборавајте дека сите тие постапки се водеа со претходни пресови од страна на МВР, со претходни прилози од вас новинарите и доаѓаа дури после 24 сата во суд. Што се создаваше клима, се создаваше клима на праќани пораки беа. Речеме еве за јустиција. Ги собраа дента кога стигна некој извештај на Европска комисија негативен за Македонија, ги собраа колегите од дома, дури некои пензионирани и со барање за притвор, спротивно значи на сите прописи, со барање за притвор наводно за сторен криминал вреден 2,5 милиони евра, ги собрале сите судски трошоци во тие предмети што би биле луѓето евентуално задолжени доколку бидат осудени и доколку би требало да платат судски трошоци, што нема врска. Дали во овие истраги на кои работи СЈ, каде што целото судство, сите суди, обвинители, јавен обвинител, дали има во таа мреженост на криминал, за сега немаме. Сега не гледаме. Сега во моментов немаме. Но дали е можно да исплива и да одговара и некој од вашите колеги? Зашто да не? Јас ви реков пред малку. Ние не сме иземени од целата таа. Зошто би бил судија иземен или зошто би бил адвокат ако бил вплеткан во валкани игри и кршење на закон за кршење на одредени права. Многу е можно и да влезат и тие во... Зошто да не? Не знам на кого алудирате, али не знам како би се извлекол некој и наш колега и најдраг да е, доколку направил одредено кривично дело. Имаше случаи во историјата каде што наши колеги рецимо сокривале некои документи, краделе од предметот и така натаму, меѓутоа тие биле и санкционирани. Што значи ако биле тогаш санкционирани ќе бидат и сега. Што е направено, како е направено, без било какви алузии кој може да биде и што. Само прашувам, да. Не, точно се разбравме. Да. Добро, јас благодарам што бевте гости.